Паѓањето на источниот или комунистичкиот блок предизвика големи промени не само во земјите кои што беа дел од него, туку и во целиот свет. Јас сум Џелан Велио, денес со другарите Руфат Јашари и Дарко Доганџиски ќе зборуваме за последиците од паѓањето на источниот блок. Здраво, Дарко, здраво, Руфат. Здраво. Добро дојдовте во Гласни идеи. Благодарам на поканата. И благодарам за поканата. Дарко, би почнала со тебе прво. Кои се последиците кои што ги доживеа работничката класа или што се случи во врска со назидувањето на работничките права после паѓањето на источниот блок, кои што последици се почесува и во другите земји, кои што не беа дел нели од тој блок? За последиците ова е многу широка тема, ќе се осврнам само на повеќе на работничките права, инаку општите последици ден денеска ги учествуваме со стотици илјади мртви во дешавањата во Украина, а се е тоа последица на распадот на Советскиот сојуз. Да се задржиме само на повеќе на работничките права. Што знаеме и сведоци сме со 90-тите, почетокот на 90-тите, 90-91, пошто сум го доживеал, тоа младата генерација го нема доживено, тоа беше девастирачко нешто за обичниот човек и обичниот работник. Зборуваме во источниот блок. Како сведоци, знаеме што се деси. Стотици, па милиони луѓе од целиот источен блок останаа без работа. Тоа значи и без средства за преживување. Навикнати во источниот блок, во тој социјалистички систем на сигурност, со сигурна работа и за некој просечен добар стандард, преку ноќ луѓето се најдоа во ситуација на безизлез. Тоа имаше и психолошки проблеми и со самоубиства кај самите работници што останале без работа. Многу интересна работа е да истакнам дека за нас развиениот запад, значи капиталистичките држави во останатиот свет, во третиот свет, како понапредно општество капиталистичкото, а не го гледаат дека Јужна Америка и сите тие се неразвиени држави, во развиениот за нас западен свет или европска заедница во тоа време се уште гласеше дека работничките стандарди се и работничките права се многу повисоки во тие во источниот блок, и тоа беше точно, да ви кажам наискрено. Зошто? Сега ќе кажам. Заради стравот од СССР, тоест од преминувањето на социјализмот во западниот блок. Си сака да кажеш дека тие одржувале некоја благосостојба на работниците за тие да не се бунтуваат и да бараат промена на системот. Промена на системот. И што се случува? Иако не се социјалистички држави, западните развиени земји одржува висок стандард на работниците. Со паѓањето на Бернинскиот зид на источниот блок, веќе потреба од тоа нема. И затоа сме сведоци дека 30 години наназад, полека, тие одржуваат некој висок стандард, но полека, сигурно, се повеќе животниот стандард и работничките права во западните развиени држави опаѓа. Во Америка е наочигледно, кога можело, например, во 70-те години со едно работно место на обично тоа бил, пошто е конзервативна држава, Соединените американски држави, тоа бил сопругот, кој што само тој бил вработен и можел да одржува 4-5 члено семејство со една плата, тогашна просечна, а денеска со просечна плата во Соединените американски држави не може да се направи ништо. Тоест да се преживее од први до први. Значи состојбата иста како кај нас. Да. Се изедничуваат веќе во источниот блок, кај што не припаѓавме формално, но сепак бевме под социјалистички режим во Социјалистичка република Македонија, тогашно во Федерацијата на СФРЈ. Се случи да 91 веќе почнаа да преминуваат многу
да има, пошто немаше мислам, обичниот народ работа и средства да преживува, почнаа да бараат спас во западните развиени држави. На почетокот, многу кратко, со широки раце ги примаа луѓето источниот блок. Бидејќи им требаше ефтина работна сила. Ефтина работна сила. Исто пак ќе се надобрам во западниот свет, иако здравството и образованието беа полоши, имаше некои што го задоволуваат човекот, работничката класа, и се поради стравот од ширењето од социјализмот, сега веќе тој страв го нема. Синдикатите беа вклучени, обавезно вклучувани, значи во Америка и во Европската заедница биле вклучувани во одлуките на големите корпорации, на обични фабрики, во фирмите, членувале во борд на директори, мислам и на акционери, морало да има представник на синдикатите во периодот кога била студената војна. Сега тоа некаде крајот на 90-тите години го има забележано политиколози дека фактички работничките права со паѓањето на Советскиот сојуз и официјално почнуваат да опаѓаат и во останатите земји, во развиено западен систем, што го викаме, во Европската заедница и Соединените американски држави, кои представници на тој развиен западен свет. Добро, кога веќе зборувавме за последиците, може да се враќаме и на причините зошто се распадна Советскиот сојуз. Па Руфат, тука тебе би те прашала. Пред скоро време почина Михаил Горбачев, кој што беше последен водич на Советскиот сојуз, мислам дека од 85 до 91 година. Тој со неговите реформи ја заврши на некој начин студената војна, но тоа беше крај и за Советскиот сојуз. И тој е перцепиран како причинител на крајот на Советскиот сојуз, на распадот. Како виновник, да. Епак како се смета така, што тој направил всушност, што придонело до распад на Советскиот сојуз? Видете, во основа познат е фактот, познато е дека хуманата природа, човековата природа, има таква предиспозиција природна, одредени историски текови во историјата, одредени пресврти, настани да ги персонифицира. Односно, тоа подразбира нивно поврзување со одредени тековини из текот на историјата и нивно персонифицирање, односно поврзување со одредена политичка фигура во однос на ова прашање Горбачев, како главни, како примарни виновници за одредени епилози од таквите пресврти. Како историчар ќе се обидам да останам непристрасен и крајно објективно да го анализирам ликот и делото на Горбачев, но кога лично би го персонифицирал неговиот лик и дело, карактеристиките кои што би се сведувале, односно персонификацијата на која што би се сведувале, карактеристиките би биле од типот на нелојалност, одбивност, неспособност. Знаете, имено во еден период тој важеше за советски политичар, лидер кој уживал поенормен респект, поголемо почитување од меѓународната заедница, отколку што уживал почит и наклонетост од самото советско граѓанство, од самиот руски народ и народите кои што живееле во рамките на СССР. Исто сметам дека е важно да се напомене дека всушност советскиот воен врв, советските топ генерали имале еден став кој бил сосема опозитен, сосема спротивен од оној пацифистички, да кажеме, сентимент кој што Горбачев и неговата администрација го промовирале. При тоа интересно ми е што секоја негова посета, меѓународна, официјална, подоцна резултирала, се извинувам, како деструктивна. Еве да кажеме, дали ево прашање посетата на Југославија во доцните 80-ти, посетата на ДДР,
секогаш резултирале, да кажеме, со пад на Берлинскиот зид, со распуштање на Савез за комуниста Југославие, фатално завршил и Чаушеску, резултирало и, да кажеме, со триумф врз комунистичките влади во земјите од Варшавскиот пакт, односно триумф на опозицијските, да кажеме, демократските движења кои што се појавуваат во овој период. Што се однесува до реформите кои што ги спроведол, неговите познати перестројка и гласност, секако распадот, целата дезинтеграција би било премногу тешко да се Припиша на него. Да се припиша, да, но еве како последен секретар на КПСС да ги лоцираме причините за распадот на СССР во неговите политики, политиките на неговата администрација или поточно неговите реформи. И значи како што напоменав, претешко би било целата дезинтеграција на Советскиот сојуз да се форматизира, условно кажано, во неколку реченици. Но што всушност Горбачев се обидел со перестројката, било да ја ревитализира, да ја реконструира стагнирачката советска економија во тој период, нели во трката со вестерн светот, но некако од денешна гледна точка очигледно е дека посукцесивно, поуспешен му бил, потфатот на реунификацијата, реобединувањето на Сојузна република Германија. Интересен е фактот што, ако не се лажам, само по неколку дена, неколку недели, месец по посетата на Демократска република Германија тогашна и славењето на 40 годишнината од конституирањето на ДДР, почнува и расформирањето, ми се чини, на власта во ДДР, паѓа и ѕидот, чином падна и пред тоа, но конечно доаѓа до реунификација на Германија. Додека што се однесува до гласност, во интерес на времето, кратко само би кажал дека со гласност администрацијата, бирократијата на Горбачев само ја трасираше траката кон успешна сецесија, дали била неизбежна или неизбежна, не знам, не би судел, но историски очигледно е дека со гласност, односно слободата на изразување на говор, критикување на политичкиот апарат, што било незамисливо во Советскиот сојуз пред доаѓањето на Горбачев, само ја трасирале таа трака кон сецесија за земите од Балтикот, земите од Кавказот и така натаму. И на самиот финиш сметам дека требаше и порано да споменам дека не може да се лоцираат причините за распадот на Советскиот сојуз и дезинтеграцијата само во политиките и реформите на Горбачев. Би требало да се спомене и смртта на Брежнев во стартот на 80-тите години како значаен дестабилизаторски фактор. Потоа доаѓа до една појава во Советскиот сојуз каде што не само што сиромаштијата била во подем, бил и алкохолизмот во голем процент застапен, судејќи по фактот што нели единствениот комодитет кој што можеле советските граѓани да си го дозволат, грото, нели, мислам, пониските стратуми била ефтината водка. И како за крај, можеби нешто најинтересно што ми е од колку беше 6 годишното владење, односно гувернирање на Советскиот сојуз партијата на Горбачев бил неговиот проект за известно возило ЗИЛ, кое што требаше да ги замени старите државни возила, промовирано во 88 година, но и на моја жал не дошло до реализација на истото. Добре, Горбачев добива Нобелова награда за мир во 1990 година. Како го коментираш тоа? Како што спомнав, ќе се надоврзам исто, одлично прашање. Сметам дека представува еден лицемерен апсурд
и политичко безобразие на Западот, што Горбачев во популарната култура, поп culture, се перцепира како еден предводник, како водач на некоја мировна револуција, која што и не била така мировна, со оглед на фактот на тоа како што резултирала, како еволуирала, се извинувам, во подоцнежниот период. Всушност, воените конфликти во Советскиот сојуз почнали уште кон финишот на 80-тите години. Така што не би ја окарактеризирал или глорифицирал како мировна. Абсолютно, да. Добро, Дарко, сега да позборуваме малку и за воените конфликти, како што и Руфат спомена. Нели почнуваат тие уште пред распадот на СССР, но продолжуваат и понатаму и се создава некој, како да кажам, почнуваат луѓето да мигрират, а со тоа и се создаваат меѓуетнички конфликти. Па да не кажеш нешто повеќе за тоа, за причините кои се, како дошло до тоа. Нели, мислам, обично тоа се случува во федерации или сојузи каде што различни етнички заедници живеат заедно, голем временски период и потоа кога тоа се распаѓа, тие меѓу себе војуваат. Дали нивниот мир, да речем братство и единство и така натаму биле само додека траела таа федерација или сојуз. Зошто веднаш после се фаќаат за пушка? Која е причината? Дали од надвор тоа е наметнато, самите тие, дали тие системи не успеале, како да кажам, да ги потиснат тие национални чувства, националистички, омразата, стереотипите? Да. Има точно во, да речеме, националисти кои што биле прикриени националисти. Ние сме сведоци на војните во тогашната СФРЈ. Ипак моје мислење е дека национализмот може да се разгори само во услови на сиромашти. Во социјализмот точно е дека некој стандард понизок бил од развиениот западен систем, но сепак имало некоја социјална сигурност, така. Социјална благосостојба. Благосостојба. И континуитет. И континуитет. А меѓутоа со распадот, значи сите овие причини што ги кажа, мислам, причината за сите овие војни ја гледам во самото распаѓање на социјализмот, на Советскиот сојуз. Меѓуетнички превирања, значи со самото постоење на Советскиот сојуз, самата граѓанска револуција, граѓанска војна после револуцијата од 17 до 22 година резултирала со низ во склоп на самата граѓанска војна низ многу меѓуетнички судири на тогашната територија на, сега не е веќе царска Русија, туку РСФСР. Со падот на социјализмот, со самото паѓање на стандардот на работниците, се создават услови за национализам. Кога ќе видите дека меѓуетничките судири во главном се водат за територии, секи ви стане јасно. Значи, со територијата се добиваат материјални придобивки. Најлесно е човек да биде, кога е сиромашен, да му се даде некој непријател кон кого би бил насочен за да може да не го забележува класниот непријател. Всушност, него му смета работникот од ерменската заедница, затоа што ако сум јас азербејџанец, би ги мразел ерменците. То во Советскиот сојуз можеби таа омраза постоела и претходно, меѓутоа едноставно не смеело и многу потешко луѓето посегнувале по оружје. После страшните колежи до 22 година, 70 години затишје има на меѓуетнички судири. Изузев 41-45 Втората светска војна. Добро, зборувавме за распад, па сега да видиме како Русија и останатите земји го поминаат тој период на транзиција и сам
Нели кај нас постојано се зборува транзицијата, ама или транзицијата трае се уште или завршила, ама и после транзицијата е како во транзицијата. И сега како се сносила Русија во однос на економијата, на невработеноста и така натаму. Кон финишот, кон крајот на 80-тите години, во Советскиот сојуз доаѓа до еден дисбаланс, неусогласување на потрошувачката и добавувачката. Сметам дека администрацијата на Горбачев може би имала интенција со благата либерализација на пазарот да постигнат еден баланс од планска економија кон слободен пазар, но таквите политики се покажале како деструктивни и кога би можел да ја класифицирам транзицијата на Советскиот сојуз во поеми и појави, тоа сигурно би биле подем на сиромаштија, подем на криминал и корупција, неуспешни воени подвизи и девастација по најразлични основи. Што се однесува до корупцијата во Советскиот сојуз, за воля на вистината, постоела уште и во ерата на комунистичкиот апарат кога бил во функција. Нели согласност подоцна почнале да се обелоденуваат тие афери, трговија со памук, трговија со нафтени деривати во висина од милиарди долари. Додека што се однесува до криминалот во Русија, да кажеме, уличните банди или организираниот криминал лечат корени уште од царска Русија, можеби и порано, но еве да кажеме од царска Русија, имаат континуитет, додека кон финишот, кон крајот на 80-тите години во Русија оперираат од 800 до 1000 генгови, да кажеме, банди, кои претежно се занимавале со операции од низок калибар, надвор далеко од милициските радари, занимавајќи се со препродажба на вестерн продукти од типот на фармерки, од типот на видеокасети, аудиокасети, плочи, кои што биле недостапни, да кажеме, во тој период, не во голема мера како во 60-тите, но сепак се уште биле табу. За да тоа, кон почетокот на 90-те години сосема се промени, нели, со појава на нови олигарси, кога, да кажеме, доколку во 91-та година бројот на милионери во Советска Русија или Русија по транзицијата, односно конституирањето на новата држава, новиот систем, броеле ниту еден, немале пластично кажа ниту еден милионер, додека во раните 2000-ти години имале околу 20 милиардери. Што зборува за транзицијските сделки и корупција кои што резултирале со акумулација на огромен капитал на одредени поединци, додека генерално популацијата во Русија се соочувала со беда и сиромаштија. Што се однесува до олигархијата во Русија, најпросто кажано, би можела да се класифицира како стара номенклатура и нова номенклатура. Во старата номенклатура на олигарси припаѓале, како што било и случај, се извинувам, во однос на Македонија и на сите земји од бивша Југославија, тоа биле највисоките топ директори кои што менаџирале со државните ресурси, со државните капацитети индустријски, кои што, буквално кажано, на некој начин си ги присвоиле, ги адаптирале како свој капитал, личен, семеен, додека во новата номенклатура спаѓале претходните криминалци од најнизок до највисок калибар, кои што набрзо, веќе во 90-те години, играле пивотална, главна роља, улога во советското општество, советската економија, контролирајќи гро од банките, од институциите и така натаму. Тука почнуваат и првите нивни пресметки,
Ако до претходно не смееле да го експресионираат, да го покажуваат својот тимот, сега веќе цвета и автоиндустријата, односно црната автоиндустрија, нелегална, кражбите на автомобилите, кои што биле внесувани, крадени од Западна Германија, внесувани во Источна, попреку Источна Германија, носени на улиците на Москва. И тука доаѓа и до израз на таа нееднаквост нагла, бидејќи сето тоа се случувало нагло, луѓето не биле подготвени за еден таков шок, како што и гласела една од реформите на Јелцин, ако не се лажам, кога тој им предложил на руските граѓани да се спроведе економски шок, мислам дека се викаше таа негова политика, реформа, за да се скратат јавните потрошувачки и наводно во рок од 6 до 12 месеци руската економија ќе се појави назад како еден јак силен титан, но тоа резултирало со уште поголема беда. Инфлацијата била, народно кажано, до плафон, па можеби и до вселената. Луѓето, нивните заштеди што ги имале од претходниот систем, ги трошеле, што било случај како и во Југославија, аналогно. Така што тој, за да ја зацврсти својата власт, таа популарност која што ја стекнал, нели, како либератор, како ослободувач од претходниот комунистички апарат, тој не само што прогласил војна пред да преминам на чеченскиот потфат, тој буквално прогласил војна на својата влада, на својот народ, ми се чини дури ја гранатирал зградата на владата. Подоцна интервенирал и во Чеченија, да се надоврзам претходно како што спомнав, освен класна или национална тензија, всушност тензијата од, да кажем, религиозен карактер постоела, тлеела уште од самата интервенција во Афганистан, нели, кога советските власти се плашеле од прелевање на иранската револуција, на настаните во Афганистан, појавувањето на герилски групи муџахедински во Афганистан кои што оперирале. Впрочем, имавме емисија на таа тема. Да, дека нели Афганистанската комунистичка партија всушност бара помош од Советскиот сојуз. Да не се имале страв да не се радикализира околното таџикистанско, дагестанско население, па да се стави во ризик социјализмот пред се. Но кога доаѓа до дисолуција, нели, на КПСС и формално непостоење веќе на Советскиот сојуз, а можеби и порано, веќе чеченците изразуваат, експресионираат желба за сецесија, се извинувам, која што резултира со војната интервенција, која што лично ми е мене една од омилените, да кажам, топици на обсервација, каде што руските трупи сметале војниот врв дека само ќе продефилираат низ Грозни, каде што доживуваат тотален крах и буквално улиците биле претворени во тенковски гробишта, што условило до уште поголема девастација на Русија. Епа тоа сакам да се навратиме малку на денешницата, правејќи рез меѓу Советскиот сојуз и сегашната Руска федерација. Многу луѓе кои што гледале со симпатија кон Советскиот сојуз, сега гледаат со симпатија кон Руската федерација, но нели ние знаеме дека комунистите, левичарите го ценеа Советскиот сојуз поради различниот економски систем. Сега, нели, Русија има, нели, е капиталистичка земја и како во една реченица, да кажам две, може да се направи тој рез помеѓу
СССР и денешната Руска Федерација? Во однос на многу едноставно за мене нема споредба на Советскиот сојуз со денешната Руска Федерација. Може би можам да давам неколку примери зошто луѓето го поистоветуваат Советскиот сојуз со Русија, не ми е, мислам, јасно. Мислам, не само територијално, туку зошто го поистоветуваат со системот. Пример јас би го објаснил со тоа примерот што го има Народна република Кина, кейнзијански капитализам. Некој би рекол дека во Кина има социјализам, тоа не е точно. Тоа на власт е само една партија. Сега сличен систем имаме во овие држави како што се Белорусија, Русија, Казахстан, Узбекистан, каде што значи тоа е стварно обичен капитализам. Само што државата е многу помоќна од олигарсите и ги држи под контрола. А тука олигарсите држат под контрола државата, Во Соединетите Американски држави пак е обратно. Па и кај нас. Големите корпорации, ние сме под директна контрола на сите тие корпорации преку америчката влада. Добро. Руфат, истото... Што се надоврзам на олигарсите што споменавме претходно, како всушност еден од елементите како успел Путин во однос на тоа да ја зацрсти својата долгодецениска, не долгогодишна, долгодецениска власт, просто кажано како изгледа како да направил известен дил или договор со олигарсите. Нели во претходниот период Јелцин не дека водел битка со нив, но и како да бил во некаков конфликт со нив и како да бил контролиран од страна на нив. И тој им предложил, сметам, дека да разграничат олигарсите помеѓу капиталот и политиката, а тој просто кажано да замижи пред нивните бизниси, така што истовремено понира и неговата власт, неговата стабилна власт, а и подемот на Русија во економска гледна точка, што се однесува директно до прашањето дали ме подсетува или дали подсетува воопшто денешна Русија на Советскиот сојуз. Мене лично ме асоцира повеќе на аспирациите и апетитите на царска Русија. Може би тоа всушност значи операцијата денешна, конфликтот помеѓу Русија и Украина. Алудирам на Кримскиот регион и така натаму, кои што и како биле од витален, значаен карактер за царска Русија, што се однесува до западен продор или било каков продор. Потоа контролирање на Азовското море, контролирање на Крим и така натаму. Што се однесува до самата дезинтеграција и последиците, очигледно е дека 30 година подоцна се уште ги чувствуваме консеквенците. Зошто велам се уште ги чувствуваме? Затоа што сме биле дел од еден сличен, идентичен систем како советскиот. Минавме низ период на транзиција, на војни и така натаму, но посе изгледа дека тој процес на транзиција и дезинтеграција со прашања отворени од типот на, не знам, украинското прашање, нерешените прашања на националностите во Југославија, сметам дека целосната интеграција се уште не е финиширана, но најжалното е тоа што, да кажеме, ако невработената популација во Советскиот сојуз, бидејќи примерна тема ни е Советскиот сојуз, била, да кажеме грубо, од околу 2 милиони,
веќе само во 93-95 година се искачува на 60 на милиони, па потоа економскиот геноцид. Јас сметам дека економскиот геноцид кој бил направен врз рускиот народ е многу по-жесток од било која режимска структура, дали бил Сталин или било кој друг, како што се обвинува. Не сум апологет да разјаснам, но очигледно е дека ваквиот финансиски третман кој што го доживеале руските граѓани бил апокалиптичен за истите. Потоа позната и трговијата со белото робје. Сметам дека погубно е што, да не се лажам, од 500.000 до милион жени, ако не и повеќе, кои што не се документирани, биле жртви на трговија на робство. И тоа исто го посочувам како директна консеквенца од самите настани во Советскиот сојуз. Добро, другари, ви благодарам за гостувањето во Глас на идеи, па во иднина повторно ќе зборуваме и на различни теми. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.